Благодарам, Јована, за убавата најава. Токму така, од 2017 година во Македонското собрание функционира клубот за младински прашања и политики, неформално тело на собранието која има за цел да ги застапува токму младите. Утрово, како што најавивте, екипата на Македонија наутро се наоѓа во Македонското собрание. Наша соговорничка е пратеничката од ВМРО ДПМН и председателка на клубот Драгана Бојковска. Драгана, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми која е целта и која е функцијата на овој клуб за младински прашања и политики? Така, Мартин, најнапред добро утро на сите гледачи на Македонија наутро. Веќе и во самата најава самиот кажа дека клубот за младински прашања и политики во собранието е основан од 2017 година. Тоа представува неформално тело во рамки на собранието, каде што членуваат млади пратеници и одлуките ги носиме со консензус. Значи, би рекла дека убавината на едно вакво тело во самото собрание ја наоѓаме во тоа што членови на различни политички партии, пратеници од различни политички партии имаат шанса да седнат на иста маса и да се договорат заедно за младинските прашања кои што ги засегаат особено младите, така што ценам дека целта на самиот клуб за младински прашања и политики тука е постигната. Можам да кажам дека во рамки на составот на овој клуб сега кој што е формиран, имаме 21 пратеник кои што членуваат и досега можам само да кажам дека сум навистина задоволна и благодарна што колегите навистина суштински комуницираат и желбата за подобри младински политики во рамки на клубот навистина постои. Какви активности реализирате во рамките на овој клуб? Имаме повеќе активности, пред се, како што реков и во самата најава, бидејќи е неформално тело, организираме активности кои што ќе допринесат суштинска комуникација на младите, на невладиниот сектор, на младинските организации со институциите. Така што и јас секогаш велам дека овој клуб е замислен на некој начин да представува токму мост помеѓу младите и младинските представници и институциите. Организиравме повеќе јавни дебати во рамки на клубот, каде што беше целта да се отворат оние проблеми кои што ги засегаат младите, но да се слушнат самите млади, невладините и граѓанските институции, но да се слушне исто така и мислењето на пратениците, на институциите. Така што ценам дека овој клуб со самата комуникација и партиципација која што ја овозможува на младите да учествуваат во процесот на носење на одлуки, ја остварува токму преку нашите активности, нашите работни задачи во рамки на клубот. Имавме сега во овој состав дебата и за медиумската писменост, исто така имавме дебата за Законот за младински прашања и младински политики, за извештајот на Државниот завод за ревизија по повод студентскиот стандард и студентските домови. Имаме доста амбициозна агенда за наредниот период кога се однесува поднос на младински прашања, така што ценам дека ќе биде остварливо и реално. Рековте дека има 21 пратеник кои се дел од овој клуб на младите, но колку има слух од повозрастните пратеници за проблемите и потребите на младите? Да. Мартин, јас искрено можам да кажам дека имаме одлична комуникација со повозрастните пратеници и имаме навистина силна поддршка, бидејќи на секој еден граѓанин пред себе и не само на пратениците, ценам дека и приоритет и фокус треба да им бидат младите, бидејќи се изнаслушавме нели во јавноста дека младите се иднината. И јас велам дека во сегашноста треба да реагираме за младинските политики, така што за мене пак искуството на повозрастните пратеници навистина значи кога дебатираме или разговараме за одредена политика во рамки на парламентарниот состав имаме навистина академски професори, наставници, пратеници кои што биле раководители на образовниот сектор и така натаму. Така што искуството нивно и такако користи кога се остваруваат нашите работни задачи во рамки на клубот. Споменавте дека имавте дебата во врска со Законот за младинско учество и младински политики. Минатата година имаше предложено предлог измени, но истите беа повлечени по бурните реакции од страна на граѓанскиот сектор. Што се случува во моментов со тој закон?
Мислам дека во тој закон има доста што да се работи. Делумно се реализира, практичната примена на самиот закон е делумно реализирана. Имаме некое придвижување во делот на формирање на локални младински совети и младински службеници. Се уште еве од постоењето на самиот закон не е формиран национален совет за млади и национално советодавно тело. И во претходните состави имаше јавни дебати по однос на овој закон. Сега во овој состав иницииравме повторно јавна дебата, се со цел писмено младинските организации да достават предлози до нас. Ние тие предлози ги примивме до крајот на септември и ги доставивме до надлежните институции, се со цел да бидат слушнати, консултирани овие невладени организации и да направиме една респонзивност на самиот закон за да биде и исконсултиран и да биде ефикасен во неговата практична примена, бидејќи секој пат велам ако еден закон не е ефикасен и постои само на хартија, тогаш која е смислата на постоењето на самиот закон. Велиме младите се иднината, но колку државата вложува во младите и дали доволно вложува како идни креатори на политики? Никогаш не е доста. Секогаш може повеќе, ако мене ме прашате. Секој пат треба да се вложува што е можно повеќе кога се работи точно за младинските политики. Јас во моментот можам да споделам и со јавноста дека во тек е комисиската расправа по однос на предлог буџетот за 2025 година. Нема ставка која што не е зголемена, се однесува по однос на младинските прашања и политики. Секој пат велам дека за да се остварат суштински и реални подобрувања на овој дел треба да се одвојат што е можно поголем број на средства. Знаеме дека некако се ставија во сенка квалитетот и значењето на младинските политики, така што во овој буџет се изборивме да имаме навистина суштински ставки кои што ќе значат подобрување на животот на секој ден млад човек. Еве можам да споделам значително зголемување имаме и во ставката на студентски стандард 52%, каде што всушност паѓа и студентскиот субвенционираниот студентски оброк, каде што имаме зголемени средства, возможени зголемени средства и за истиот студентски оброк, зголемување на ставката на ученички стандард, понатаму за реконструкција на студентските домови, вложување во дигитализацијата, бидејќи потребно ни е дигитална писмена младина која што ќе ги следи трендовите на земјите членки на Европската унија и издвоени се исто така ставки за набавка и за ваучери од 250 евра за електронски уреди за сите студенти на сите универзитети. Понатаму издвоени се исто така средства за поддршка на предприемништвото кај младите луѓе. Државата предвидено е да ги поддржува за отварање на бизнис со поддршка од 10 до 30.000 евра, се со цел да останат тука, својата амбициозност да ја покажат во Република Македонија и да работат за својата татковина и да вложуваат за економијата на оваа држава. Така што ценам дека наредниот период ќе биде доста мотивирачки и интересен за младите и ќе оставиме еве народот на крај да оцени дали тоа успешно сме го спровеле. Пратеничке сосема за крај на овој наш разговор. Моите колеги Јована и Бранко во студиото ќе зборуваат за играње на видеоигри, па кажете ми дали вие во слободно време играте видеоигри? Искрено не сум многу вешта кога се работи за видеоигрите. Согласно сега и моите работни задачи не посветувам многу време на тоа. Повеќе времето го поминувам на гледање на некоја серија или на некој филм на Netflix. Но морам да бидам искрена дека за време на рестрикциите од COVID пандемијата, тоа го правев со задоволство со мојот помал брат Михел, со една игра која што беше доста заразна и тогаш го поминував повеќе времето со видеоигрите со мојот брат кој што воедно и го поздравувам и му го честитам имен денот денес на него и на сите останати кои што ја славата Свети Архангел Михел или го носат името Михел или Михаела. Така што би рекла дека сега не посветувам многу време на тоа, но кога сме затворени во некоја таква ситуација,
обожувам да упоменам времето со брат ми на тој начин. Честито име на Михаил. Драгана, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утро во Македонија на Утро, а ние остануваме и понатаму да ги следиме сите активности што ги реализира клубот за младински прашања и политики во собранието. Ви благодарам и вам, Мартин. Благодарам. Разговаравме со пратеничката Драгана Бојковска, која воедно и председателка на клубот за младински прашања и политики, неформално тело во Македонското собрание.